Во последните години се повеќе луѓе се убедени дека денот на објавувањето на вистината за неидентификуваните летечки објекти е се поблиску. Поточно не за нив, бидејќи американската влада и војска веќе призна дека тие постојат и дека ги проучува, туку вистината за нашите вонземски посетители. Откако бројни воени чиновници, актуелни и поранешни високи владени представници, разузнавачи, па дури и два поранешни директори на ЦИА јавно кажуваат дека така наречените НЛО се вистински и многу од нив кажуваат и веќе дека не сме сами, почнуваат да се оформуваат разни лоби групи, фондации, организации, тинк-тенкови, кои имаат за цел да ја охрабрат научната и академската фела повеќе да се вклучи во откривањето на вистината и имаат за цел да ги охрабрат политичарите да работат на легислатива во таа насока. Дени Шијан е адвокат од Харвард, кој учествувал во правни случаи од јавен интерес, вклучително и случајот Pentagon Papers, Watergate и случајот на психологот од Харвард доктор Џон Мек. Тој во моментов е посветен на залагањето за јавно објавување на информациите што владата ги поседува околу прашањето за неидентификуваните аномални феномени, како што денес ги нарекуваат неидентификуваните летечки објекти. Дени го основаше институтот New Paradigm. Доктор Гери Нолан е врвен научник од Стенфорд, прогласен за еден од 25-те најдобри иноватори на универзитетот, номиниран за Нобеловата награда, со многу успешни достигнувања во медицината, вклучувајќи создавање на најдобар медицински апарат за дијагноза на болести на крв во светот. Тој заедно со плејада научници и поранешни воени лица и разузнавачи, вклучувајќи го и свиркачот Девид Граш, неодамна ја основаше Сол фондацијата. Но и други познати уфолози и научници основаат своји фондации, институции, тинк-тенкови. Па дури има и група во Холивуд за лобирање за реално прикажување на овој феномен во американските филмови. Откако беше донесен законот за неидентификуваните летечки објекти, кој како што веќе ви информиравме беше многу разреден, со многу провизии тргнати од него, сега сите овие лобисти работат на што е можно поголема ангажираност на јавноста во оваа тема, со цел да се донесе подобра легислатива и да се турка процесот на објавување на вистината и покрај противењето на дел од воената апаратура и од големи компании кои работат на класифицирани проекти како контрактори на војската. Сега сериозно научниците размислуваат на темата и поставуваат на вистина интригантни прашања на кои се уште немаме одговори. Например, многуми напрашуваат како ќе се промени светот кога конечно ќе се објави вистината. Пандемијата со COVID-19 можеби малку ни даде увид во одговорот на тоа прашање. Ако единствениот проблем е купувањето на многу тоалетна хартија и празнење на рафтовите во продавниците една недела или две, дали тоа навистина е некој голем проблем? Веројатно не. Дали повторно ќе се разниша глобалниот синџир на снабдување на стока? Тоа дефинитивно е посериозно прашање. Но одговорот е веројатно не, затоа што тој беше разнишен од затворањето на државите и од воените конфликти, кои, ако се објави вистината, веројатно и ќе прекинат. Дознавањето на вистината веројатно ќе биде позитивен шок за сите завојувани страни. Најголемиот проблем ќе биде рушењето на вредностите, односно преместување на вредностите. Дали на ист начин ќе ги вреднуваме нашите финансиски инвестиции, акциите, обврзниците? Дали ќе се случи крах на берзите? Доколку се случи планирано објавување на вистината, има начини да се избегне ова. Регулаторите на берзите имаат правила и механизми вградени во финансиските системи против измами и шпекулативни тргувања. Па тие може да се активираат и во оваа ситуација и да се избегне најлошото. Веројатно тоа нема да биде без последици, но нема да биде страшно како во случај на неконтролирано објавување. Терминот преместување на вредностите може да се аплицира и на религиското прашање. Тоа прашање ќе биде многу тешко за половината од популацијата на нашата планета. Тоа ќе биде тешко прашање за сите кои веруваат во било која од стотиците религии на земјата. Но големите религии веќе се спремаат за такво нешто. Например, уште во 2008 година политиката на Ватикан е дека доколку дојдеме во контакт со вонземјани, црквата ќе ги прифати како божји креации, па дури најавуваа и дека ако нашите посетители сакаат,
црквата ќе ги крсти. Велат, кои се тие да ја ограничуваат моќта на Бог? Но иако се поставуваат вакви прашања за потенцијалните промени во глобалното земјено општество, можеби треба да го поставиме обратното прашање. Како ќе се променат вонземјаните, доколку ние конечно прифатиме дека не сме сами? Како ќе се смени нивното однесување, доколку, например, председателот на САД ја објави таа вистина официјално? Дали неизминатото се менувал нивниот пристап кон нас? За да одговориме на ова прашање, можеме да размислиме за тоа како ни се представуваат. Според очевидците во 40-тите и 50-тите, претежно се зборува за дискови, подоцна низ децениите се зборува за летала во разни форми, како познатото Тик-так НЛО, а во 2023 година одделот на Пентагон за проучување на НЛО објави дека во најголем број случаи пријавени се објекти во форма на сфери. Низ древното минато, феноменот се представувал и во форми кои луѓето често ги толкувале како религиозни, што значи дека овој феномен ни се представува на многу различни начини. Друго интересно е и она, кога скептиците велат дека како е можно со толку многу смарт и напредни телефони, со толку многу камери на секој чекор и многу технологии, да не ги снимаме во многу поголем број и со подобар квалитет овие чудни летала. Зошто се уште гледаме заматени и нејасни видеа и покрај сета таа технологија што ја имаме? Има повеќе одговори и на ова прашање. Познатите воени видеа од трите летала што ги објави New York Times во 2017 година, познатите Gimbal, Go Fast и Tic-Tac видеа, всушност војската ги има во далеку подобар квалитет и се далеку подолги. Едноставно војската не сака да ги објави во таков квалитет. Дали војската поседува подобри снимки, се разбира дека да, не само од тие случаи, туку и од многу други. И не само снимки, туку ако му веруваме на свиркачите, тие поседуваат и бројни летала. Во однос на снимките што се шират на интернет, ако и натаму не се со добар квалитет, запрашајте се, ако имаме посетители кои имаат толку напредна технологија која што може да манипулира гравитација и да користи физика каква што уште не можеме да ја разбереме, што мислите дали таквите посетители нема да знаат дека некој ги снима? Што мислите, дали ако не сакаат да бидат снимени, дали ќе бидат снимени? Па дури и ако некој ги сними, дали тоа што го снимил ги представува во вистинско светло или какви што сакаат да ни се представат? Скоро со секој пријавен контакт со овие ентитети, очевидците кажуваат и дека имаат губење на времето, кажуваат дека во еден момент се на едно место, а потоа во друг момент на друго. Разликата меѓу двата моменти може да биде минути, часови, некогаш и денови. Ако некој може да манипулира со времето, дали нема таа своја предност да искористи во однос на снимањето? Врвни научници сега зборуваат за интердимензијални битија кои не посетуваат, а што значи тоа? Никој точно не знае. Ако некој може да патува интердимензијално, што и тоа да значи? Дали тој некој, ако сака да биде снимен, ќе биде? Колку различни посетители има? Дали сите исто би реагирале на објавата на вистината? Кој знае како сите тие различни раси се предиспонирани да реагираат на официјален контакт со друга раса како со нас, например. Така да, прашањето за тоа како ќе реагираат нашите посетители е исто толку битно, како ќе реагираат земјаните кога ќе дојде денот на објавата. Колку и да сакате официјално да биде објавена вистината, колку и да мислите дека треба да ја знаете, толку повеќе размислувате на оваа тема и ќе се запрашувате што е тоа што е толку страшно и потенцијално неподносливо што чуварите на вистината ги тера да не ја откриваат. Дали е тоа само прашање на напредна технологија, кој прв ќе ја совлада моќ и потенцијална предност или надмоќност на едни земји во однос на други, или има нешто повеќе од тоа?